Само еден ден по одржување на првиот круг од изборите за председател на Република Македонија, кои беа само не фер и демократски, ДПМН продолжува со својата демонстрација на сила. По многуте преседани, денес се случи нов преседан. МВР денес ги лиши од слобода лицата Абдула Асанов, татко на 5 деца, и Асан Асанов, инаку негов татко, срцев болесник, само поради изјава на нивен сосед дека споменатите со сила го терале да гласа за СДСМ. Очигледно лажната изјава е дадена под присила на луѓе од ДПМН и ним блиски институции, бидејќи соседот на Асанови сакал истата да ја промени и да признае дека станувало збор за нетарпеливост поради нерешени имотно-правни односи. Но се разбира, судот и јавниот обвинител, притиснати од ДПМН, тоа не сакале да го земат во предвид. Како резултат на тоа, обвинителот им одредува на Абдула и Асан Асанови мерка притвор од 14 до 28 денови, иако заменикот обвинител смета дека не постои обвинение за притвор. Целта е сосема јасна и провидна, а тоа е Асанови да не можат да бидат партиски активни во пресрет на изборите. Истовремено, станува збор за брутален реваншизам на ДПМН поради тоа што нивниот председателски кандидат загуби на вчерашните избори во општина Струмница, иако имаше притисок и делење на пари во турското мало. Секому треба да му биде јасно дека СДСМ е доволно силна партија која може и мора да ги штити своите членови и симпатизери без разлика на нивната етничка, верска и социјална припадност, особено кога им е нанесена неправда како во случајот со Асанови. Едно е повеќе од сигурно. Луѓето од ДПМН немаат ни срам, ни образ, ни чувство за правда.